Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе продолжиме таму каде што застанавме во претходната, кај параболата за богатиот човек и сиромашниот Лазар. Ќе ги прочитаме повторно стиховите 19 до 21. Си беше еден богат човек кој се облекуваше во порфир и во свила, и секој ден живееше раскошно и се веселеше. А еден сиромав по име Лазар лежеше пред вратата негова, сиот покриен со красти, кој сакаше да се нахрани со трошките што паѓаа од трпезата на богатиот, и кучињата доаѓаа и ги лижеа раните негови. Значи станува збор за двајца луѓе кои се наоѓаат на сосема различни краеви од општественото и финансиското скалило. Сигурен сум дека и во однос на други параметри можеме да ги сместиме во сосема различни категории. Едниот е представник на богатата елита, а другиот на оние кои живеат во екстремна сиромаштија. Сиромавиот зависеше од трошките кои паѓаа од масата на богатиот. Тој никогаш не беше поканет да седне и да ужива во трпезата. Не само тоа, туку во параболата се вели дека и кучињата ги лижеа неговите рани. Со други зборови, Лазар живееше во многу бедни услови. Предпоставувам дека и вие сте забележале сиромашни луѓе како Лазар во местото каде живеете. Верувам ќе се согласите со мене, но кога ќе сретнеме такви луѓе, често за нив мислиме дека покрај материјалната тие живеат и во духовна сиромаштија. Всушност, некои луѓе сметаат дека коренот на материјалната е духовната сиромаштија. Од друга страна, сигурен сум дека познавате и луѓе кои се исклучително богати. Таквите не само што имаат многу места за живење, голем возен парк и слично, но понекогаш се и главни инвеститори во изградба на црковни храмови, тие се истакнати филантропи и слично. Неретко се случува таквите луѓе да бидат пофалени во јавноста како доблесни, како личности со големи духовни квалитети. Но, преку оваа парабола, Господ Исус сака да се обидеме да погледнеме малку подлабоко од површината. Тој вели дека без разлика каков печаток добиваме за луѓето додека сме тука на земјата, сепак на судниот ден вистински ќе се покаже според кои вредности живееле луѓето. Ќе има такви кои тука на земјата ќе живеат раскошно, но во вечноста ќе страдаат, но и такви кои тука на земјата ќе живеат скудно, а во вечноста ќе бидат наградени со многу благослови. Се разбира, тоа не значи дека сите богати луѓе ќе завршат во пеколот, а сите сиромашни во рајот. Се надевам дека нема да дојдете до таков заклучок, бидејќи тоа би бил погрешен заклучок. Во Светото Писмо, како и во црковната историја, читаме за богати луѓе кои живееле за Царството Божјо и го наследиле, како и за сиромашни кои не чекореле по Божјиот пат. Проблемот не е во богатството, туку во начинот на кој луѓето гледаат на него и начинот на кој го ползуваат. Стихови 22 и 23. Умре сиромавиот и ангелите го однесоа во пазувите Авраамови. Умре и богатиот и го погребаа. И во пеколот, додека беше во маки, ги подигна очите своји и го виде оддалеку Авраам и Лазар во неговите пазуви. Господ Исус вели дека сиромашниот умре, но за него воопшто не ни се вели дека беше погребан. Според некои историчари, во тоа време телата на сиромашните луѓе биле фрлани во одредени области, бидејќи немало кој да ги погребе. Од друга страна, кога богатиот човек умре, за него се вели дека беше погребан. Значи, тука на земјата двајцата добија различен третман, како при животот, така и при смртта. Но, нештата беа сосема различни кога го напуштија овој свет и се преселија во вечноста.
Господ Исус вели дека богатиот заврши во пеколот, а Лазар во пазувите, односно прегратките на Авраам. Тука доаѓаме до една тема за која луѓето не сакаат многу да слушаат, а тоа е пеколот. Знам дека некои не веруваат во постоењето на пеколот, но во Светото писмо јасно се вели дека тоа е место резервирано за сатаната, демоните и сите оние кои не живееле побожно. Во Стариот Завет за пеколот се користи зборот Шеол, а во Новиот се користи зборот Ад. Еден од преводите на зборот Шеол и зборот Ад е фразата невидениот свет. Патем, невозможно е да се зборува за пеколот без при тоа да се зборува и за смртта. Според Светото писмо, смртта не е крај, туку само еден вид на одвојување од овој свет. Но, смртта како одвојување не се однесува само на напуштањето на овој свет. Например, кога Бог му забрани на Адам да јаде од дрвото за познавање на доброто и злото, тој му кажа дека ако проба од тој плод, ќе умре. Кога Адам ја прекрши Божјата заповед, тој не почина веднаш, но во моментот на прекршување на заповета, тој духовно умре и поради својата непослушност искуси еден вид на одвојување од својот Создател. Во послание до Ефесјаните, глава 2, стих 1, апостолот Павле им вели на христијаните во Ефес дека порано биле мртви во своите беззаконија и гревови и одвоени од Бог. Имајќи ја таа перспектива на ум, би можеле да кажеме дека секојдневно на улиците, во автобусите, на работните места, во маркетите и слично, ние сретнуваме многу мртви луѓе, оние кои живеат во грев, одвоени од Бога. Многу често ние мислиме дека мртвите луѓе се наоѓаат на гробиштата, но тоа се однесува само на оние кои го напуштиле овој свет. Но мртвите луѓе се насекаде и нивната единствена надеж за вистински живот е во Господ Исус Христос, во неговите поуки, во неговата смрт и неговото воскресение. Но, според тоа што го читаме во писмото, постои и уште еден вид на смрт, која е наречена втората смрт или вечна смрт. Станува збор за вечната одвоеност од Бог. Светото писмо не учи дека кога човекот ќе го напушти овој свет, иако телото се закопува во земјата, сепак душата продолжува да живее и еден ден повторно ќе се соедини со телото. Токму тоа е она за кое зборува Господ Исус во параболата за богатиот човек и сиромавиот Лазар. Кога двајцата го напуштија овој свет, тие се најдоа на местата каде ќе ја поминат вечноста. За богатиот се вели дека иако неговото тело беше погребано и сигурен сум дека тоа бил добро организиран погреб, сепак на крајот заврши во пеколот, местото каде има вечно измачување. Иако станува збор за парабола, сепак преку овие зборови Господ Исус јасно не поучува за реалноста на пеколот. Знам дека на некои од вас можеби нема да им се допадне оваа тема, но мојата цел е да го поучувам тоа што е запишано во целото Свето писмо, а пеколот многу очигледно е дел од таа порака. Секој кој овој живот го живеел немарно, без да ги следи Божите заповеди, ќе се најде во пеколот. Јас тоа не го посакувам никому, но реалноста е дека многу луѓе ќе се најдат таму. Но, се додека сме живи тука на земјата, ние имаме можност да побараме простување од Бог за нашите гревови, да се помириме со Него и да почнеме да чекориме по Неговиот пат. Стихови 23 до 25. Тогаш тој извика и рече: Оче Аврааме, смилувај ми се и прати го Лазар да го накваси својот прст со вода и да ми го разлади јазикот, зашто многу страдам во овој пламен. Но Авраам рече: Синко, сети се дека ти си го добил своето добро уште додека беше жив, а Лазар злото. Сега пак тој се утешува, а ти се мачиш.
Тука сакам да напоменам нешто многу важно. Богатиот не заврши во пеколот само затоа што беше богат, ниту пак Лазар заврши во рајот само затоа што беше сиромав. Причината поради која овие двајца луѓе завршија таму каде што завршија, беше состојбата на нивните срца. Едниот се надеваше на материјалното, а другиот на духовното богатство. Тоа е она кое Господ Исус сака да го разбереме. Покрај другото, оваа парабола не учи дека не треба да ги судиме луѓето според надворешниот изглед. Една стара изрека вели: не суди ја книгата според нејзината корица. Стихови 25 и 26. Но Авраам рече: синко, сети се дека ти си го добил своето добро уште додека беше жив, а Лазар злото. Сега пак тој се утешува, а ти се мачиш. Освен тоа, меѓу вас и нас има голема провалија, така што оние кои би сакале да дојдат кај вас не можат, а исто така и оние оттаму кај нас. Ова е навистина интересен коментар од страна на Авраам. Во параболата тој му вели на богатиот дека го добил своето добро уште додека бил жив. Дали тоа значи дека богатите кои добиле многу добрини додека биле живи не можат да добијат добро и во вечноста? Се разбира дека не. Ова го кажав претходно, но ќе го нагласам и сега. Во пеколот нема да завршат сите кои се материјално богати, туку само оние кои не собирале духовни богатства. Истовремено, оние кои се сиромашни не значи дека по автоматизам ќе завршат во рајот само затоа што на овој свет се измачувале и имале финансиски проблеми. Светото писмо не ни дозволува да донесеме такви заклучоци. Во сето ова е важен ставот на срцето и вредностите според кои личноста се водела во животот. Во рајот ќе има многу луѓе кои на овој свет биле материјално богати и во пеколот ќе има многу луѓе кои на овој свет биле материјално сиромашни. Покрај другото, се чини дека оваа парабола не учи дека луѓето кои се во рајот и оние кои се во пеколот не можат да имаат близок контакт едни со други. Господ Исус, преку ликот на Авраам, вели дека помеѓу двете места има голема провалија. Дали ова е кажано фигуративно или треба да го сватиме буквално, не можеме да знаеме со сигурност. Но, според тоа што ќе го прочитаме во следните стихови, можеме да заклучиме дека оние кои ќе се најдат во пеколот, ќе живеат во постојано каење за своите животни одлуки поради кои завршиле на тоа ужасно место. Стихови 27 до 31. А тој пак рече: тогаш те молам, оче, прати го во татковата ми куќа, зашто имам 5 браќа, та да им посведочи, за да не дојдат и тие во ова место на маките. Авраам му рече: тие ги имаат Мојсей и пророците, нив нека ги слушаат. А тој рече: не, оче Аврааме, туку ако некој од мртвите оди кај нив, тогаш ќе се покаат. Авраам му рече: што Мојсей и пророците не ги слушаат, тогаш и да воскресне некој од мртвите, тие нема да му поверуваат. Овие Исусови зборови се предупредување и за нас денес. Да не бараме некои посебни откровенија за да поверуваме во Бог, кога тој веќе ни го дал Светото писмо. Некогаш луѓето бараат Бог да им се открие на некој посебен начин, тврдејќи дека ако тоа се случи, тие ќе поверуваат. Но јас искрено не верувам во тоа. Мислам дека таквите луѓе само си бараат изговори. Сега доаѓаме до глава 17, која ќе треба на брзина да ја поминеме, бидејќи дел од настаните кои се запишани во неа ги обработивме и при проучувањето на другите евангелија. Стихови 1 и 2. И им рече Исус на учениците своји: доаѓањето на соблазните е неизбежно,
но тешко на оној преку кого доаѓаат. За него би било подобро да му обесат воденички камен на вратот и да го фрлат в море, отколку да соблазни еден од овие помали. Ова е многу важно да го имаме на ум. Господ Исус јасно вели дека соблазните, односно искушенијата, секако се реален дел од животот. Нив не можеме да ги избегнеме. Но важно е да не бидеме извор на тие соблазни и искушенија со кои другите се соочуваат. Некогаш тие соблазни кои им ги предизвикуваме на другите можат да ги водат кон вечна пропаст. Еден човек еднаш ми пристапи и ми рече: "Рековте дека има нешто полошо од тоа човек да заврши во пекол. Што е полошо од тоа?" Јас му одговорив: "Да, тоа е вистина. Полошо од тоа човек да оди во пекол е да се најде таму, но и таму да го сретне својот син кој ќе му рече: Тато, јас сум тука поради тебе." Во следните стихови ни е запишана средбата со 10 лепрозни луѓе. Ќе ги прочитаме стиховите 11 до 19. А кога одеше за Ерусалим, тој поминуваше помеѓу Самарија и Галилеја. Кога влегуваше во едно село, го сретнаа 10 лепрозни и застанаа подалеку, па со силен глас повикаа: "Исусе, Учителе, смилувај се." Штом ги виде, им рече: "Отидете и покажете им се на свештениците." И тие, уште додека одеа, се очистија, а еден од нив, кога виде дека е излекуван, се врати и го прослави Бога гласно и падна ничкум пред нозете негови, благодарејки му, а тој беше самарјанин. Исус пак одговори и рече: "Зар не се излекуваа 10? Каде се другите 9? Зарем не се најдоа да се вратат и другите и да му воздадат слава на Бога, туку само овој тугинец?" И му рече: "Стани, оди си, твојата вера те спаси." Со други зборови, верувам ова значи дека неговите гревови беа простени. Другите беа исцелени, но не и спасени. Од 10 лепрозни се чини дека само еден покажа вистинска благодарност. Знаете, јас сум цврсто убеден дека благодарноста треба да биде една од главните одлики на христијаните. Зошто христијаните одат на богослужби и литургии секоја недела? Покрај другото, треба да го прават тоа за да му благодарат на Бог за се што направил за нив. Бог ни дал толку многу благослови, што навистина би било жално да не ја практикуваме благодарноста секојдневно. Стихови 20 и 21. Запрашан од фарисеите кога ќе дојде Царството Божјо, тој им одговори: Царството Божјо нема да дојде преку нешто што може да се забележи, ниту пак ќе може да се каже: еве го овде е или еве онде е, зашто Царството Божјо е во вас внатре. Дали ова значи дека Божјото царство се наоѓаше во фарисеите? Не ми се верува. Тоа што сака да каже е дека Божјото царство дојде помеѓу нив преку ликот на Исус Христос. Тие имаа прилика да го видат Христос, да ги чујат неговите поуки, да ги гледаат неговите чуда, а сепак не препознаа дека тој е Месијата. Стихови 29 и 30. Но во истиот ден, кога излезе Лот од Содом, падна од небото оган и сулфур и ги изгоре сите. Така ќе биде и во денот кога ќе се јави Синот човечки. Овие зборови се однесуваат на второто Христово доаѓање, кога во полнота ќе го воспостави своето царство на земјата. Поентата е дека оние кои сакаат да бидат дел од тоа царство треба да бидат духовно будни и да не се опуштаат во световност, грев и блуд. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо.
Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.